Почитувани гледачи, на позиција на пречек на гости на мојата маса, од другата страна Бобан Нонкович не е на скајп у висока резолуција. Убаво е да те види човек во живо. Добре дојде. Дали тоа сум јас или холограм? Да. Драго ми е као и секој од оваа емисија, поготово во живо. Претпоставам за великденските празници си овде кај дојден. Апсолутно, многу добро си запознаен, ти веќе 2 пати ми беше гостин во многу убави ресторани. Христос воскресе, Навистина воскресе за многу години. Се надевам дека убаво си поминуваш овде кај времево се погоди. Не знам горе што време остави. Уште побаво, тоа ми е криво. Првата недела кога дојдов овде беше облачно, а во Брисел каде што 300 дена во годината врне и е облачно, беше сончево. Сега да ти кажам да те утешам дека во овој момент земјите од Бенелуксот се зафатени од некоја воздушна депресија во која загадувањето е на црвено како што никогаш не било. Значи нема ветер, испарувањето од автомобилите стојат и ги гледав на CNN, имаше емисии така што добре дојде на чист, убаво, сончево и така настан. Знам кога да. Додека да се враќаш. Кога се враќаш? Во сабота. Во сабота, до сабота ќе дувне ветер. Нареден е. Дај Боже. Како еве, колку време си веќе во Брисел? 3 години на 3 години. Ме интересира чисто како човек, бидејќи таму си со семејството, во исто време си и новинар. Значи, ништо не препушташ на да не е низ твоја обзервација, бидејќи тоа е твоја работа. Како ти изгледа животот и живеачката? Животот во Брисел? Во Брисел, да. Види, на почетокот ми беше многу тешко да се привикнам. Сме разговарали приватно, значи тоа беше една голема промена, значи Брисел е центар на Европската унија, би се рекло и на Европа. Таму цените се скапи, животот е далеку подинамичен, се работи за град од 1.200.000, со 1.200.000 жители, кој секој ден прима по уште толку луѓе кои доаѓаат да работат. Значи тоа е една огромна раздвиженост, таму денот мислиш трае 5 минути, не 24 часа, све ти поминува за миг. Значи првите 6 месеци тотално ми беше се непознато, навистина се мачев да се привикнам. Моите побрзо од мене се привикна, бидејќи нивниот стил на живота и темпото кој они го живеат таму, бидејќи не се занимаваат за среќа со ова што јас се занимавам, им е поинаков и они полесно го примијат тој живот. Јас ми беше далеку потешко, акредитиви во сите институции, привикнување, запознавање на луѓе, почеток на таа македонска приказна за прв пат новинар таму кој што не ги застапува нечии туѓи интереси, туку државни интереси, македонски интереси, човек кој таков се чувствувам, се разбира, другите треба да ме обсервираат. Налета на една негативна дупка која таму не само тоа, јас имаше 20 писма во Accreditation офисот на Европската унија против мене за да не ми се даде акредитација, тоа ми беше покажано. Значи, но сепак ми издадоа бидејќи јас сум професионален новинар, постојан дописник на државна агенција. Кој може да прати такви? Погоди еднаш. Поединци, институции, партии од Македонија? Поединци од Македонија. Аха. И европјаните едноставно го отфикаријато. Не можат како поинаку да бидејќи се работи за постојан дописник, професионалец кој што бил испратен од државна агенција. Меѓу другото и парт-тајм соработам и со оваа телевизија. 20 писма си ги имал против тебе таму. Сите со насоки да не ми се даде акредитација, бидејќи без акредитација не можеш да функционираш. Бобан, ја да бев на твое место, на дечкото му реков, слушај, брат, колку сакаш по една фотокопија, части ме да имам за спомен онака. Не, прво, самото тоа што ми ги покажа, човекот беше пред пензија, после 6 месеци заминал пензија, беше голем гест. Ме замоли, односно да ме нека не може да ми ги даде. Не, немаше проблем дали ќе спомнам, ама едноставно не можеш да ги имаш за да ги покажеш, но да се знае со што се соочуваме, не си првиот за кого вакви работи се прават, ниту од таа држава имал и од многу посовремени и западни и по демократски држави. Што ти значи човек со искуство со пензија осетил, мислам и на себе. Али добро, во секој случај, значи јас од старт имав обструкции, но немав проблем да се привикнам, самиот сум таков како човек. Покриваш Европски совет, Европска комисија, Европски парламент, НАТО, држава Белгија. И тоа е поприлично. Покриваше и Шарли Ебдо. Апсолутно, на 300 километри од најголемиот светски настан и тогаш разговаравме и така, никогаш еве и приватно кога се видовме деновиве не поразговаравме. Морам да те прашам, како беше целата психоза? Претпоставувам некоја мачна, ја не знам да споредам единствено со Смилковското езеро, кај нас таа траорност. Пази, се работи плюс за земја која што нема, за која е непознато вакво нешто. Ние сме земја од која произлезе во 2001 една војна, имаше постојано некакви тензии, имаше во наше соседство големи крвави војни.
Франција и Париз како град на светлината, град на демократијата, лулка, Француската република е со столетија стара, се нема соочена со овакво нешто. Кој што се уште трае, таа психоза не е завршена. Таму војниците се уште на улици и во Белгија, бидејќи месец дена подоцна имаше огромна операција која се сеќаваш. Осетно присуство на безбедност. Осетно со долги цевки на улици се парадираат војници ден денеска во Франција и во Белгија. Значи, таа психоза... Не делува тоа, бе, многу демократски. Делува безбедно, ама, знаеш, во име на безбедност, таква војна на улица, чим имаш војни структури на улица, тогаш демократијата тоне негде, бе, Бога. Не тоне демократијата во рамки на демократските институции, но тоне чувството на безбедност која до тогаш владеело во сите овие држави. Па и во Брисел, каде живеам јас. Значи, таму, но сепак, јас сум разговарал и со представници на власта во Белгија, они, меѓу другото, сакаат психолошки ефект да постигнат кај оние што намеруваат да направат нешто така. Да, ама ИСИС излезе, вика, ќе направиме, не знам како рекоа, Ајфеловата кула, Биг Бен и Белата куќа ќе ги нападне. Има да се чувствувате небезбедни. ИСИС. Небезбедни има да се чувствувате. И, мислам, на некој начин, како да луѓето веќе почнува онај зародиш на не се чувствуваат безбедни и комотни во собствената земја. Па имаш ти ситуација каде 2 месеци поред, во одредени денови, дронови, беспилотни летала, мали оние беспилот, какво што беше оно што го носеше албанското знаме во Белград, ја надлетуваат Ајфеловата кула. Значи, и тоа не се тие водени и раководени, се уште не се откриени од кои лица. Се спуштени тие, се приземени, но тоа е кој го теледиригирал не се закана. А тоа веќе тоа се случува таму. Можеш да замислиш и постојано се затвара, се отвара пристапот кон Ајфеловата кула во Париз. А тоа е најголемиот монумент, најзначајниот монумент кој го има француската држава, например. Тоа е символ на Европа на крајот на краиштата. Апсолутно. А види, тоа нема да заврши. Јас и ке тебе и по Скајп сме го говореле тоа. Јас сум жив сведок на Шарли Ебдо, односно пост Шарли Ебдо случувањето во Париз. Сум жив сведок на она во Белгија што се случи месец дена подоцна со беше прашање на минути, не на часови, кој прв ќе потегне. Дали белгиската полиција која успешно се справи со таа терористичка келија или терористите кои што биле подготвени со тешко вооружување да направат огромни бели тешки убиства, а цел беа полицајци и полициски станици. Значи, конкретно безбедносниот сектор. Значи, Джек Бауер била ситуацијата апсолутно, 24 или другите. И за среќа белгиската полиција овој пат беше прва. Не знаеме што предстои, односно што ќе. Кога разговараше со тие луѓе што беа сведоштво, знам кога збореше, како ти делува вака кога ги гледаш? Нели тие што живееле, што биле у хотелчето Карши, Шарли Ебдо и така натаму, комуницираше со доста луѓе таму, интервјуираше. Значи, траурна беше атмосферата, мислам, ја објаснувавме ке тебе. Јас бев во хотелот на 20 метри од местото на настанот. Сместен, значи, рецепционерот кој 20 години работи на таа рецепција преку тајник улички ме однесе до самата зграда која никој до тогаш новинар не успеа да ја види од блиску затоа што беше блокирана на 50 метри од настанот. Но он како беше? Па тој беше тотално потресен. Се работи за црноморец човек, значи човек кој бил претходно исто третиран нечовечки, односно со омаловажување, бидејќи знаеме дека општеството таму, иако сакаат да се направат за демократски и за толерантни, не се такви. Поготоа старите оние жители на тој град и на таа држава, и кој што и бил цел на едни такви суптилни однесувања, односно дискриминации, човекот беше тотално потресен од тоа, ги слушал и стрелите, например. Кога се случува нападот од браќата Куаши врз редакцијата на Шарли Ебдо. Човекот во прв момент мислел дека се работи за петарди. Едната комшика која живе буквално вака што го гледа балконот на Шарли Ебдо, па ми објаснуваше дека кога ги видела од балконот двајцава браќа со маски, помислила дека повторно има маскенбал на улиците на Париз. Да. Значи, во прв момент никој не почувствувал, ниту помислил во еден таков безбеден град и таква безбедна држава дека се случува такво нешто. Европа се соочува со многу предизвици сега, но ја на почеток на емисијава кажав и ние овдека како да многу се затворивме. Придонесоа и бомбите, но придонесоа има малце една наша ароганција. Нас не интересира односите Русија, Америка, Русија, Европска Унија, нас не интересира Шарли Ебдо, нас не интересираат како е кај соседите. Ние тука, нашето и некако многу интровертно делуваме, барем како општество, како да не допира тоа. Но, сакали или не,
она што се случува надвор, делува кај нас, и она што се случува кај нас, не може да остане без реакција од надвор. Јанко, да се подсетиме дека Шарли Ебдо се случува во Македонија пред 3 години. Тоа беше нападот, масакрот кај Смилковското езеро. Апсолутно. Кој што беше, знаеме, односно според судскиот процес и објаснувањата во пресудата, дека се случил од религиски причини, дека се случил на Велики четврток, односно во Страсна недела пред најголемиот христијански празник, и се случил врз невини жртви, кои што со ништо не придонеле да бидат таргет на никого, за млади деца. За денеска, после тоа, 3 години после тоа случка и после правосилна пресуда на убиците, после Шарли Ебдо и сите случувања во Европа, да имаме злоупотреба на случајот Смилковско езеро со закана за објавување на телефонски разговори од лидерот на СДСМ, кои ќе докажеле и покажеле дека имало некакви сомнителни работи во однос на случајот со Смилковско езеро. Тоа, ако се сетиме дека само почетокот на судењето предизвика 10.000 лица со знамења на Саудиска Арабија и на арапски земји да излезат на улица и насилно да демонстрираат во Скопје пред 3 години, односно кога започна пред 2,5 години тој судски процес, можеме да замислиме што би можело да предизвика денеска 3 години подоцна, кога би се објавило нешто, бидејќи ние се уште не знаеме колку се монтирани, дали и колку се монтирани снимките што се објавуваат од државниот врв, кој бил мета на прислушкување од страна на странска агентурна мрежа, поддржана од внатрешни колаборационисти во рамки на УБК, и не знаеме што би можело тоа да предизвика, колку мултиплицирано од она што се предизвика пред 3 години, пред 2,5 години, кога започна судскиот процес кој заврши со доживотни пресуди за доживотна робија на убиците на дечињата од Смилковско езеро. Што би можело да предизвика ако некој намонтира некаков разговор, еве нешто се случува, што може да се предизвика во државата? Шарли Ебдо да не биде малку. А кој ќе биде одговорен за тоа? Кој ќе ја сноси одговорноста за тоа? Токму затоа е добро што час поскоро да започне судската разрешница на случајот Пуч, за конечно да се стави крај на оваа лакрдија, ова спредачење што го прави лидерот на СДСМ со државата Македонија, злоупотребувајќи ја позицијата лидер на најголема опозицијска партија, нереагирањето на државните органи со цел да не се направи од него светеци, да не се предизвикат дополнителни реакции, насилни, бидејќи веќе гледаме дека по улици почна да напаѓаат, ја бев меѓу другото жртва, токму на таа збудаленост во редовите на опозицијата и опозицијските поддржувачи, кои сакаат по секоја цена, очигледно, веќе не е ни тајна, бидејќи самите признаваат дека веќе не е ни тајна дека странска агентурна мрежа го правела ова, не државните безбедносни органи во Македонија. И дека Груевски и Мијалков се прислушкувале само себе си. Они веќе самите завршија таа приказна, овие сам себе губил приказнава испадна, што беше смешно, но повеќе ќе биде трагично како се... Скоро 20 бомби беа објавени. Знам дека ги преслуша сите бомби, многу добро ти е јасно што се случува и како се... Што е твојот впечаток од овие 20 бомби? Првата моја реакција е воајеризам, бидејќи апсолутно она што се прави е играње на оној сентимент кај луѓето кој е присутен за жал. Не само кај нас како македонци, македонски граѓани, кај сите луѓе, секој сака да знае што се случува туѓиот двор на секаде низ светот. Сега тоа на таа нишка е погодена. Луѓето сакаат да слушаат поготово туѓи разговори и уште поготово на луѓе кои што се познати јавно и кои се во случајов дел од државната власт. Но збориме за сомнеш за криминал. Еве се јави гледач вечерва кој на крај не додржа нели од таа страна. Да ти нели? Не ме испцу, ама знаеш почна да ми спомнува жени и деца. Демек зошто овака или зошто ја онака. Иако го оставив, например, човекот збореше и вика, Заев вика, што го рчкате, човекот е во право. Он нам ни покажа дека има криминал и дека оваа власт е криминална и правела криминал. И ја ви викам, благодарам за вашиот став. А ти, жена, деца имаш ово, она. А на почеток реков, викам дека е стварно, бидејќи ти се најде во една надреална сулуда ситуација, човек кој нели активиста за мир, за толеранција и така натаму, безомразие, човече. Дај да направиме тогаш ние, јас и ти, една страница безобразие. Не знам што да ти кажам. Да не би погодиле, бидејќи... Пази, тој исти човек мене ме обвинува дека јас сум предизвикал тепачка, јас сум фашиста, сум предизвикал тепачка на плоштадот и така натаму, сум иницирал омраза и така натаму. Тогаш
Како го доживеа ти тоа спрема тебе? Ај не е битно, оти сакам на бомбите да се вратам. Ми беше криво што се случи тоа во институција како високообразовна, како што е Македонски институт за медиуми, институт за комуникацијски студии, каде што сум на после дипломски студии. Тоа ми беше криво и за луѓето професорите таму, кои што беа шокирани. Иначе за се друго, пред нив ова се случи. Се друго, да, па тие го тржеа, го двоеа, го фаќаа таму. А ти се расправаше вербално? Ја не се расправ, тоа ми е најсмешно и не е фер што се пласира во соопштение. Јас со никого не се расправ. Јас си стоев на место, си разговарав со колеги и бев нападнат со шипка, не бев удрен мавано по маса мафтање и да те удри, закани и вербални напади, значи пцуење најкочијашко, со барање за некакво извинување. Јас нити се извинив тама на работа, не знам зашто, ниту пак нешто возвратив на тоа. И за тоа се сведоци на повеќе од 10 луѓе таму. Шо мобилен имаш, бе? Како не сними, бе, тоа, бе? Абе, милион кликови ќе Зарем јас би очекувал нешто такво да се случи во таква институција? Не, потполно те за да земам да спремам мобилен. Да, треба да си и ти треба да си извитоперен. Денеска, од тој момент па наму, јас навистина апелирав и до сите и вие што работите јавни работи, кои сте таргет мета на постојани закани од ваквите луѓе. Вака, жени, деца. Да бидете спремни, дека ова нема да застане тука, они се подготвени на се, па ти гледаш Зошто мислиш дека иде тоа? Затоа што тргна све со оној на дебатата со твојот вчерашен гостин Александар Пандов, кој што кочијашки го навредуваш очекувајќи реакција од Пандов. Истото беше со мојот случај, не бев удрен, ми се мафташе пред лице, ми се закануваше све, не бев удрен, ама се чекаше моја реакција за потоа ние да бидеме нападнати. Нападнат е вербално, значи до задржување неколку пати со насилство за да предизвика нешто на кој ќе ти се втурне некој. Нели човек е реакција да се одбрани. И тоа да го направи за да биде обвинет. Уредникот на Дневник, Дарко Јаневски. Неверојатно. И тоа чекан со денови постојано на неколку пати кај што работи пред маркетот, за кој се испостави дека е бивши припадник на безбедносните структури на Република Македонија. Човече, не ми се верува. Истиот човек Мирка има напаѓано, истиот човек мислам дека на Миленко му си има законувано. На страна. Океј. Одиме повторно со бомбите. 20 бомби ни беа. Ни беше презентирано дека бомбите ќе предизвикаат пад на владата за 2-3 дена, 3 дена. Тоа не се случи. Зошто не се случи? Прво, ајде да тргнеме од една логичка предпоставка. Бомбите ги објавува човек кој е амнестиран за тежок криминал. Човек кој е фатен 20-30 пати во лаги, во закани јавни. Човек кој што нема на кој не само што не може да му се верува. Човек кој што не можеш ниту да помислиш да ти го одземе вниманието за да можеш да ги разгледуваш и размислуваш неговите тврдења. Човек кој што за 2 мандати во општина Струмица каде што е власт и градоначелник, единствено нешто што успел да направи е сите бизниси и тендери да ги подели на најблиски членови на своето семејство. Тоа што кога му беше откриено, секој што се презива Заев во Струмица има бизнис со општина Струмица. Има добиено 1, 2 до 10, 20 тендери од општина Струмица. Ама се е тоа честен бизнис. Значи човек што го има и признато дека е такво. И сега тој трга со бомби. Од старт, пред да го направи тоа со пресконференција на премиер, кој досега се што кажал остварил, значи нема никакво петно зад себе, беше обвинет дека му се заканувал, дека ќе ги објавува ако не направи преодна влада, значи тој тргувал со истите, значи од старт веќе ја намалил нивната вредност. Ако мислел дека рушат влада, што има ја да преговарам со тебе, ги објавам, те рушам и готово. Што има да преговарам со тебе дали ќе направиш преодна влада, ако го имам оружјето што за 3 дена според нивно тврдење ќе те урне. Така ли? Значи, од старт имаш човек кој има проблем со своето кредо, затоа што е амнестиран криминалец, плюс сите бизниси у Струмица ги дава на своји роднини. Од друга страна, имаш човек како премиер кој излага кој тврди со сета своја кредибилност дека човекот го уценува со тие материјали, видовме и видео снимки каде директно се прави тоа. Плюс истиот тој човек што ги објавува признава јавно, односно во тие разговори, сега јавно се обидува да се извади, дека тоа го добил од странски агентурни мрежи. И сега од старт силината на бомбите, каква и да е, а ќе дојдеме ако сакаш и за содржината да разговараме, од старт е за едно 30 до 40% намалено, пред да почнат да се објавуваат. Кога почна да се објавуваат, видовме дека
Пред се има воајеризам во нив. Значи пред се има приватни разговори. Пред се има разговори кои што немаат врска, не со криминал, немаат врска со државнички работи. Значи, прва, втора, трета, пета бомба се види дека нема силина во тоа, дека сето тоа е само еден балон кој само се очекува да пукне и да видиме какви последици, односно дали ќе пукне силно или ќе пукне малце послабо, за да нанесе некаква штета на некого. И истите до 20 стигна, немаат според она што ми го објаснуваат луѓето кои што ги следат читаноста на портали, гледаност на медиуми кои што ги пренесуваат бомбите, од да се разбереме бомбите според јавно обвинителство насоките се кривично дело бидејќи се стекнати на нелегален начин и не смеат да се објавуваат јавно. И затоа дел медиуми заштитувајќи се себе си од кривично гонење не ги објавуваат, а не заради некаква поврзаност или со власта или не знам игнорирање на опозицијата. Сметаш дека медиумите што ги објавија снимките незаконски ќе одговараат во иден процес? Па сега јас да те снимам тебе приватно како се избори со женати, тоа да го објавам на било која телевизија, ти нема само мене ќе ме тужиш или телевизија? Па за 2-3 месеци ќе те стегне тужба. Не, ама само мене или телевизијата ќе Сите, тужиш? да, и тебе и телевизијата. Треба ли да разговараме? Да, медиумот сметам дека ќе направи еклатантна грешка ако објави снимка моја приватна. Па треба ли да разговараме понатаму? Значи кој е виновен за тоа ако го направи? Еве и покрај тоа, државата му дозволува на СДСМ да објавува снимки. Снимките требаше да ни укажат на тоа дека има еклатантен пример за криминал. Гледачот што се јави вечерва го земам затоа што е еден од ретките. Во овие 2 месеца на отворени телефони, еве, имаше прилика, чекаше овдека во 15 минути, слушна што народот збори. Да не ти кажам, во 50 минути само едно јавување за бомбите. Народот веќе не му е ни тема сериозно да дебатира. Па во време кога се отвараат фабрики со 1000 до 2000 вработувања, она што најмногу не допира како граѓани, бидејќи секој од нас има пријател, роднина, братучет, невработен. Има цели фамилии во моето семејство, цели оние семејства мои роднини кои што се невработени, кои што знам колку ги третира ова, колку ги погодува ова прашање. Тие денеска, вчера, завчера ние разговараме за каде ќе се отвори фабрика, каде може да аплицираат, супер, каде се бара таков профил кој што има за и за бомбите кои ќе ги прашаме, која бомба бе? Знаме ја една шестата, која беше или четвртата, таа беше нешто интересно, таму овој се зафркаваше со овој, леле, ама интересни беа. Началниче ни за содржина, ни за криминал се разговара, ни за ништо. Има ли криминал во тие снимки по твоите согледувања? Од она што ја го слушнав, реален криминал нема. Сега, ние да бараме меѓу редови што мислел некој некому да каже, па дали мислел дека тоа, или па дали во конкретен случај за некој парцели кој се збореше, тоа ќе му припадне на некој од власта или не, или тоа е за реална продажба на лицитација или така натаму, или во конкретниот случај кога објавува, што беше најтрагично бидејќи тука се нанесе жесток удар на македонската безбедност, тоа беше објавувањето на снимките за купување на опрема од израелската служба. Како ти тоа го? Прво јас израдував што израелската служба е таа која што соработува со македонската. Во светот има 3 најсилни служби. Тоа се американска ЦИА, британска МИ6 и израелски МОСАД. Кај се Русија нигде ги нема. Па за мене во оваа тројка не се. Така. Не велам дека не, апсолутно си во право. МИ6, ЦИА и МОСАД. Кога дознав дека МОСАД е оној што ја снабдува, на што иако не беше добро да се објави тоа, сепак јас се чувствувам далеку побезбеден денеска од надворешни закани. Сега, таму што се објави? Таму се објави и се тоа го шпекулиравме со години, предпоставувавме дека има соработка, ама никогаш како новинари не го знаевме. Приватно сме разговарале и сме знаеле и самите бевме свесни дека никогаш нема да дојдеме до официјален податок, бидејќи и тоа како на сите нас ни е важна оваа земја, оваа држава и низината безбедност. И сме збореле колку би било добро во целава работа да ние стварно ја имаме предпоставката која имавме, дека ние соработуваме со израелската тајна служба. Освен што се нанесе штета со јавно објавување на тоа, ништо не се докажа. Напротив, беше демантирано после 2 секунди од нивното објавување дека всушност каде што се разговара дел за некакви пари, не е за провизија, се работи за донација за македонската полиција.
Имаше реакција од опозицијата на тоа дека секогаш кога имало донација, тоа било јавно се правело, па со писма, па објавува како јавно за американците... безбедносни структури, значи мислам се Јанко. ЦИА објавува јавно што од каде набавува оружје, со какви материјали располага, мислам. Дај се, ако ја следиме ние опозицијата, каде ќе отидеме? Затоа се они таму, каде што се. Затоа се опозиција во тебела сенка. А не се и тешко дека ќе бидат во догледна деценија власт со оваква политика. Пак да се вратиме. 26.000 прислушкувани. Не, тоа е нивна бројка. Која што ја демантираше Заев на истата пресконференција после 4 минути, па кажа 20, денеска да го прашаме не знам дека до кај. државата, дека Груевски и Мијалков не прислушкувале нас. Ама најмногу себе си и своите браќа и роднини. И што излекуваме заклучок? Ние имаме признание на прво од Верушевски, кој го потврди неговиот адвокат, дека Верушевски на распитот во обвинителство кажал дека не негира дека он го урнал, односно он пенетрирал во безбедносниот сектор и во прислушните апарати со цел да ги прибави разговорите на државниот врв. Ама не врв. бил вработен, како успел? Па преку овие двајца, пето и шесто обвинети, од кои што петиот е веќе и осуден. Не, осуден. Човекот веќе лежи, има јасна пресуда и од тоа секогаш треба да тргаме, не да слушаме овака што кажува ВМРО, што кажува СДСМ за случајот Пуч. Ние имаме јасна пресуда. Ти ќе се согласиш 3 години да лежиш затвор? Ако не си виновен, да лежиш, значи не збориме некоја условна пресуда, па се излекол, значи се договорил. Сакаш да кажеш, викаш 3 години, фала ти Господи, добро помина. Значи колку ти претели заради тоа што ти е прикажано како доказен материјал против тебе. Значи што те чекало ако ти си потпишал со задоволство 3 години да лежиш? Пандов синоќа рече дека они потпишале договор да им се олесни како олеснително со тоа што соработувале со истражните органи, да ги дадат сите овие. Значи по новиот по измените во законот може сега како во Америка што е. Ти си обвинет за сообраќајна несреќа, ти признаш вината и велиш добро, ајде ќе признам све, ве молам само што помала казна, е добро бидејќи си признал, кој призна пола му се прашта и на тој начин овој е осуден. Меѓу другото, он таму открива како е правена целата мрежа. Значи како се убацувани телефони на премиер, на братучет на премиер, на шеф на УБК, на жени нивни, на жените на овие лица се ставени на прислушните апарати, користени, злоупотребени во МВР, каде што тие биле вработени. Значи конкретно овој кој што си призна све. Значи тачно од А до Ш. И ние секогаш треба да тргаме од ова затоа што тоа е единствено релевантно. Све друго треба да почитуваме презумпција на невиност, уште не е започнат судскиот процес за случајот Пуч, ниту има правосилна пресуда за да може да се повикува. Добар дел од народот. Али во конкретниот случај има правосилна пресуда, бидејќи никој не се жали на апелација, затоа што тој си се согласил, се договорил со обвинителство. И што мислиш, што ќе донесе судскиот процес? Проценка твоја. Ако на прво обвинетиот Зоран Верушевски 9,5 сати му беа читани обвиненијата и доказните материјали против него, можеш да замислиш што ќе донесе и каде што имаш и веќе имаш човек кој што е осуден со целосно признание како функционирала агентурната мрежа која го разнебитувала македонскиот безбедносен сектор, може да замислиш што ги очекува. Токму затоа веќе имаме сериозна загриженост и невнимание од страна на опозицијските следбеници, па и предводници како Зоран Заев кој најави дека може друг аргумент да се потегне во цела оваа приказна ако не постои договор. Ако вчера Заев се закани отворено дека ќе има друг начин како ќе се расчисти оваа работа ако нема политички договор, затоа што он како четврто обвинет бара политички договор и преку некои своји меѓународни контакти и посредници, па меѓу другото и у Брисел на овие тројки, СДС тројката тоа го бара да има политичка разврска, не судска разврска за случајот. Но тоа го бара и еден амбасадор, ако не се лажам. Па сега добро, затоа имаме и странска агентурна мрежа вклучена ова која ќе се открие со самиот почеток на судскиот случај. Имаш предпоставка зошто тоа го прави странската агентурна мрежа? Не можам, за странската, мислев ќе ме прашаш за амбасадор. За амбасадор не знам, странска агентурна мрежа, знаеме дека не имаме реални, односно отворени непријатели во меѓународната заедница, пред се во земја членка, например, на Европската унија. Не велам дека е таму службата. Тие меѓусебно соработуваат. Нема да биде, например, Грчка, ќе биде некоја друга која што ќе ги дава материјалите на Грчката. Тука има купи продај работи. За да не биде истопорена, например, бидејќи ние знаеме дека отворен непријател јаме најмногу во Грција. Сега Грција зашо да се истопори нивната разузнавачка агенција или контраразузнавачка служба, кога може они преку некого да го направат тоа. Например, велам, се ова хипотетички, во случај додека не се отвори судскиот процес, ние не можеме да знаеме. А според ветувањето на премиерот Груевски,
овој и на обвинителството кој што го покрена целиот обвинението, наскоро ќе биде обелоденето, они ќе бидат транспарентни до крај. Што значи у таа транспарентност бараме да се открие се, меѓу другото и која е таа разузнавачка странска служба која стои за сето ова. Бидејќи меѓу другото пет обвинетиот кој веќе е осуден правосилно признава дека добил пари, средства, финансиски, сериозни, десетици, стотици илјади евра за да го прави тоа. Се согласува со Пандов неговата констатација вчера како рече дека работата е Верушевски добил кеш, ги искеширал овие двајца, а за да им заврши на странските агентурни служби, во меѓувреме договара и со опозицијата втор кеш. Тоа е тоа. Ти изгледа таа логика? Изгледа логично во случајот со Верушевски, а уште пологично е дека Заев како сигурно Верушевски не можеме да го исперцепираме дека е човек патриота кој се грижи за доброто и демократијата. Ако е патриота, тој тогаш он дали бил патриота во 2006 кога јавно обзнанува на сите медиуми дека ќе има крвопролевање и големи немири во државата ако он открие тоа што има како материјал, пошто Бранко Црвенковски го помилува неговиот проблематичен син и го испраќа на служба Верушевски заедно со цело семејство на сметка на државата во Рим како полициски аташе во нашата амбасада. Значи ако тој истиот тогаш бил човек кој се заканува со компрометирачки материјали, денеска не може да биде чесен патриот кој што сакал да скокне од пети ако Заев не ги објавил сите овие материјали кои ги има. Мислиш дека никого нема да го спаси без оглед што опозицијата стои за ова и бара политичко решение на ова? Бидејќи уште стои тоа, готови се, паѓаат, само што нема... Мораат они да се храбрат така. Но во конкретниот случај, ако има се друго освен судска, правна разврска на овој случај, меѓу другото ќе страда и оној што ветил дека ќе има отворена постапка и правна разрешница, тоа е премиерот. Ако има политички договор, а не судска правна разрешница нова, со реална одговорност на оние кои ни го растуриле безбедносниот сектор, со странска помош, тогаш ние веќе нема ни потреба, ниту начин како да говориме за реална демократска суверена држава. Ако ние ова не го завршиме на правен начин, со судските органи, значи ако ова нема судска разрешница, правна разрешница, ние немаме држава. Туку ние немаме држава и оваа власт заслужува да се замени. Ма не власта, немаме држава ние. Немаме држава. Што збориме за власт, тогаш да си згаснеме светло и да си бараме чаре. Бидејќи ако замислиш тогаш некој поединци јас или ти утре ќе Што ќе го спречи утре Груевски ако биде во опозиција, истото да го направи. Или некој од албанскиот блок. Значи, ние ова, ако нема таква разрешница, правна, за правната држава да си профункционира, бидејќи ние сме 24 години веќе суверена држава, со сиот капацитет државен кој го имаме. Значи, ако тоа не се заврши на овој еден и единствен начин, ние можеме да ставиме катанец и оние што веќе од страна не демнат да си го добијат. Стојанче Ангелов рече, ќе се лее крв, ќе има крв ако некој се обиде да го апси Заев. Добро, Стојанче Ангелов колку е релевантен во ситуацијава да го коментираме, навистина смешно. Мене ми е релевантен секој човек што повикува јавно на насилство, а е политичар. Колку е политичар и тоа е тема на дискусија, Јанко, сега. Ако треба сериозно да го третираме Стојанче, навистина имаме проблем во дискусија. Ама имаме проблем во дискусија, ама ја ти реков дека имаме проблем со нерационални луѓе кои се спремни на се поголема агресија, кои ти сам ја чувствуваш. Они провоцираат агресија од другата страна. Иначе, зарем би го правеле ова? Па шо бара Стојанче пред МРТВ за да бара МРТВ да го прекрши законот и да објавува нелегално стекнати прислушувани материјали на државниот врв, кој според насоките од обвинителството секој што ќе го направи тоа ќе биде кривично гонет. И сега државниот јавниот сервис треба прв да го прекрши законот, да го објавува тие, а Стојанче загрижениот оди и бара државниот сервис, јавниот сервис да го прекрши законот. И не е, значи он новинар, не е јавна личност која што покажала демократски капацитети претходно, па сега загрижено да бара некој да објавува ова што го... Што ќе донесе судскиот процес по тебе? Па ќе го донесе она што го признава пет обвинетиот во пресудата. А што признава он? Признава дека се добиени пари од странска разузнавачка служба, да се приклучат на прислушните апарати лица од државниот врв, нивните сопруги, нивните блиски од семејствата, да се открие целата мрежа, бидејќи тој кажува дека тој и 600 обвинетиот се внатре и ги приклучувале на апаратите во петата управа овие телефонски броеви кои ги добиле од Верушевски. Верушевски ги добивал насоките или парите, не знам, ќе се види во судскиот процес
од странската разузнавачка служба, он си ги селектирал, овие му ги праќале, сето тоа е класифицирано, бидејќи тој е искусен разузнавач, тој 20 години беше во таа служба, беше долги години директор на истата, знае се како функционира. Што значи меѓу другото се потврди дека е автор и на големото У во 2001 година. Значи имаме работа со човек кој е навистина упатен во тие работи и очекувам истото сето тоа да се разглоби. Ако 9,5 сати ќе се разглоби, што значи политички тоа кај нас во реалноста? Па мислам дека конечно политички ќе се разбегаат оние што сега стојат зад Заев при обојување на тие бомби. Иако убаво Пандов вчера кажа да не се повторувам, и тие што стојат зад него, навистина треба да се разговара и за нивниот кредибилитет или популарност или воопшто како тие проаѓаат личности во политичкиот живот во Македонија, колку имаат тие моќ да А каде се оние вистински познати каде се? Затоа што не се будели. Па еве ние имаме екипата која што преговара денеска во име на СДСМ во Брисел во рамки на тие две тројки од Македонија и една тројка од Европарламентот со цел на админување на политичка криза, од кои двајца се многу сериозни, Виктор Гавер и Рената Тренска-Десковска. Ја не ги гледам нешто често при објавување на тие бомби. Ќе направиме кратка пауза и се селиме во Брисел. Продолжуваме со Бобан Нонковиќ. Брисел. Разговорите продолжуваат во Брисел. Дали овие разговори во Брисел можат да ја замаглат, што викаш, или да ја одбегнат, или да ја прескокнат цела оваа правна процедура, бидејќи ако не го направиме оваа правно институционално, и ако еден амбасадор бара да не биде ова, туку да биде политичко решение, а не институционално, ти викаш дека ако не биде институционално, ние џабе ние држава. Ништо не ни вреди, готово, расуло. Апсолутно. А од друга страна, некои па сугерираат да биде политичко решение, да нема правна разврска и еве сега преговори во Брисел. Што се случува? Па ти имаш, ако следиш, одма ќе се вратам на преговорите во Брисел, него ако следиш веќе има отворени изјави најави од страна на опозицијските нели политички експоненти и нивните медиумски телали, дека веќе треба да се прави амнестија, да се договори, па денеска и бугаринот Лјупчо Георгиевски нели искочи со изјава отворена дека ајде разговарате за амнестија на обвинетиве во случајот пуч. Немој така да го нарекуваш. Не, отворено си се декларира и има бугарско државјанство како поинак. Човекот денеска отвори супермаркет во Струмица. А Ерлија нека. Бизнисот им тече, значи. Да, тече. Тој е единствен што не се презива Заев, а има бизнис во Струмица. Видиш? Тоа е добро. Значи демокрација. Во ред, кога станува збор за преговорите у Брисел, тие се паралелни, да се разбереме. Барем она што се надева опозицијата да не бидат паралелни, него да бидат единствени во однос на политичките случувања и случајот пуч, но реално се паралелни со судската разрешница која очекуваме наскоро да започне. На разговорите до сега меѓу себе трите тројки европратеници, тројца представници на ВМРО и СДСМ, меѓу себе заедно на една маса имаат ценато вкупно 30-25 минути од два разговори во 2 дена во Брисел. Со кого разговараат? Не разговараат тројца европратеници Вховид, Вајгл и Кукан, со тројца од СДСМ, тројца од ВМРО, со двајца наблюдувачи од Европската комисија. Тие секогаш ги забораваат, а многу се важни. Бидејќи тие не ќе да бидат како медијатори да се представат, затоа што се плашат од неуспех, па да не ги повлече јавноста и нив во калта, демеќе еве и Европската комисија не успеа. Па затоа нивната улога е само наблюдувачка, а као овие преговарат. До сега европарламентарците како медијатори не понудиле решение, туку само ги слушаат двете страни и се обидуваат да најдат заедничка нишка од која би тргнале. Кон што? Па кон некаков предлог за политичко решение. До сега има само две чисти работи. Преговор за политичко решение. Не, де факто значи имаме паралелен процес. Тоа е како тоа е како преговараме за името. Чим преговараме за името, тоа подразбира промена на името. Не, чекај, па преговараме 20 години за името, бе, Јанко. Па не се менува. Сега 20 години ќе преговараме за политичко. Не, ја дека така ќе биде. Но во конкретниот случај еве правиш споредба, па паралела ја да ти направам. Па Илија Дивовски више нема да го видиме, човекот ќе окапе кај тебе таму. Бриселско државјанство од Велес ќе го забори. Сега во конкретниот случај, па за турски Кипар за решение на кипарското прашање се преговара 50 години во Обединените нации, па не е решен. Доста бе пупус краја да е. Не бе зашо ќе си има судска разрешница, ние ќе си го добиеме, се надеваме. Мене ме плашат тие олеснувачите кои не ги спомнуваш, бидејќи секогаш кога има олеснувачи, после има рамковен договор. Ама за рамковен договор доаѓаа булдожер дипломати.
Да. Во конкретниот случај ние имаме тројца европратеници од 751, кои што таму ги пречекуваат нашиве, ги частат ручек, пијат кафе и велат и може да се го ремени ај следниот пат. Двете соопштенија после средбите како единствено јавно обзнанување што се случувало на тие гласат вака. Две реченици, страшни се и денеска истото и пред 2 недели беше истото. Дека денеска тројцата европратеници Кукан, Ховит и Вајгл беа медијатори на две групи од власта, пратеници и од опозицијата и се договорија се сретнати следниот пат. Тоа се двата заклучоци. Пак денеска? Јавно, истиот, еве на мобилен да ти го покажам од соопштението од канцелариите на затоа и насловната на утренски утрешниот број беше магловити пораки. Ама чекај, не, утренски спинува. Значи во конкретниот случај од тама има две многу јасни пораки, кои што беа и јавно испратени од страна на европратеникот Вајгл, Кнут Фленкенштейн, Едвард Кукан, од страна на Патриција Шурин, Милан Звер, јавно, значи не низ тајни канали. Дека две работи се инсистира без одлагање да се случат. Враќање на опозицијата во парламентот, дејствување низ државните институции, односно институцијата законодавен дом, и второто да се престане со објавување на овие аудио снимки, бидејќи со истите секојдневно се кршат законите. Односно превод, се дека вие го прете ова, нас ќе ни биде потешко да ве спасиме од затвор. Ама овие колку повеќе ова го зборат, овие уште пожестоко тоа го прават. Затоа што нив единствено барање оставете не до крајот на мај да ги спукаме, имаме многу јаки бомби. А у тоа не ги спречува никој да го прави, како што не ги спречува ни до сега. У овој нели медиумски мрак. Па да, ова не демократија. Значи, бидејќи со истото оноа што го прават, они си го прават све во корист на сопствената штета. До крај на мај ке трајат бомбите? Не, тоа они бараат. Они бараат до крај на мај. Тука имале многу јаки бомби да ги спукат и готово. Нели они секој ден викаат ќе падне владата, ама демек кој ќе испукаат све, кој ќе се видат какви криминали, не знам што ќе објавеле они. До сега ако се вакви кои што се објавиле до сега, ама до сега го изгуби кредибилитетот јавноста. Значи веќе ако читаш по социјалните мрежи, нема ни да им верува во приказната. Веќе се прогнозира дека е мртва трка меѓу малечката невеста и бомбите на Зоран Заев што подолго ќе трае. И на тоа е спадната цела оваа сериозна ситуација што се обидува да ја наметне опозицијата во Македонија. И затоа истите така се третираат. Ако тебе ти е пандан малечката невеста, тогаш ти што си направил како политичар за не да предизвикаш пад на власт, него да добиеш доверба на народ. Оти на крајот се завршува со доверба од народ, а не доверба од меѓународна заедница. Повисоки институции од Европската унија не се вклучуваат во процесот сега за сега. За сега не. Но се најавува некаков си американски засланик, не желби. Значи, зборуваме за реалност или за желби? Желба на опозицијата да се вклучат Барак Обама, Ангела Меркел и можеби Путин и да дојдат и да го избркаат Груевскиот Илинденска, да го донесат Заев, да стават своји обезбедувачи да не влезе Урко да ги избрка и нив, и така они да ја добијат власт. Народов да го истепаат до еден ако може, еве како што тргна од мене и од сите што размислуваат поинаку од нив, а тоа се барем за според последните избори 500.000 луѓе кои што веруваат дека тоа они што го прават погрешно и дека затоа гласаат за овие. Тие да се неутрализираат, ако може и да се потепаат, уште подобро би било да не постојат како луѓе, за да не им предизвикуваат. Не чувствуваш таа омраза дека се така? Јас ја почувствував најдиректно, мислам дека подиректно од она што јас го почувствував. Има ли реакции за твојот случај? Сепак ти не си било кој. Ти си представник во Европската унија на Државна македонска новинска агенција, на МИА. Таму си во контакт со значајни политичари. На еден новинар кој ќе му се случи вакво нешто, мислам дека е скандал пар екселанс. Било која друга земја исто? Апсолутно. Па јас бев контактиран, го кажав и претходно во кога се случи дента тој настан, бев контактиран и чека да отидам таму да обавиме неколку разговори да ми објаснам, бидејќи јас одам таму. Кој? Со кого? Има издруженија, европски издруженија, светски издруженија новинари. Јас сум член на интернационалната прес агенција. Тоа е мојата работна дозвола, преку нив ја добивам за действување за функционирање како дописник во Брисел. Јас со нив секако дека ќе им го објаснам ова што ми се случило мене. Јас не сакам да интернационализирам нешто, иако они ме контактира не јас нив, со цел да не се нанеште поголема штета на државата и да не се создава се полоша слика, бидејќи најголемиот спин што се прави преку она лажната слика за медиумски неслободи или не знам какви. Кај Дуња Мијатовиќ, Опсе?
Треба да ја прашаат незе. ОПСЕ во конкретниот случај со Македонија покажа најголемата своја дволичност. Да се подсетиме, ОПСЕ 75-та година е формиран како конференција за европска безбедност и соработка. Значи, од тогаш до 95-та функционира така со актот од Хелсинки. Значи, во 95-та, односно 90-та година со падот на железната завеса и на источниот блок, ОПСЕ се трансформира во односно КЕПС се трансформира во ОПСЕ, Организација за безбедност и соработка. Истата нема статут. Зашто нема статус? Затоа што 56-те од 2013 со влезот на Монголија, 57-те земји членки на ОПСЕ, мораат со консензус да ја донесат таа одлука за да се формира статут и како организацијата да се постави на темели да функционира, а тоа не го сака Америка бидејќи на тој начин ќе мора да се бара дозвола при овакви реакции, испраќање на адхок мисии, наблюдување на избори, интервентни водови испраќање како сега во Украина и така натаму. ОПСЕ, меѓу другото, во Македонија има мисија од 92 година. До сега мораше да ја затвори својата канцеларија, и нема потреба да обстојува нивна канцеларија. Тук и државата функционира со полн капацитет и сите државни механизми и институции се на највисоко ниво. Истата постои заради тоа што со консензус мора да се поништи одлуката за отворање на канцеларија, односно се донесе одлука за затварање на канцеларијата во Скопје. Не можеме ние тоа да го направиме? Па не можеме зашто внатре ти се на пример Грција, тие Кипар. И ти не можеш да обезбедиш консензус, а они на тој начин па ти бушат во системот и ти го ставаат ОПСЕ тука. И ти се јавува амбасадор како Ралф Бред, кој што претходно беше амбасадор на Германија 2005-2008 тука, да издаде соопштение мимо знаење, односно британски амбасадор? Не, германски беше. Германски, тој е германец. Значи да издаде соопштение најбрутално во кое ќе каже дека ОПСЕ екскомуницира новинар и сите медиуми во државата затоа што тој новинар дал изјава со која ги навредил чувствата или не знам што, тоа е за Миленко Неделковски. За изјавата на Миленко Неделковски дека продавниците треба да се поклопат со бетонска плоча. Ама фигуративно кажа. Фигуративно, не е важно како кажано. Сега. Ако е за фигуративно, тогаш секој прилепчинец да го јам треба да биде... Треба да ги... Да, нели? Да. Говорот да го избрише. ОПСЕ... Но интересно, но ОПСЕ за тоа реагира и има соопштение за Миленко Неделковски да го екскомуницираат, а за твоево не. Никаква реакција. Пази, плюс, ако ја погледнеш на интернет страницата, улогата на мисијата... Пази, пцовки, јавно упатени во институција, кон тебе, лично, како новинар. И нема реакција никаква. Ни ЗНМ, ни... ЗНМ не ни сакам, затоа што тоа е Здружение инкубатор за политички представници на СДСМ, нивни портпароли, директори на Центар за комуникација и апсолутно побарав од старт никако, ве молам, не ме браните, зашто не ги признавам како такви. Оти не застапуваат новинарска фела, застапуваат едно мало друштво кое што е приклонето отворено кон една политичка опција во државата. Но проблемот на ОПСЕ каде е? Бидејќи го чепнавме ОПСЕ. На мисијата ОПСЕ е што нема мандат, мисијата ОПСЕ, не Дуња Мијатовиќ, мисијата ОПСЕ нема мандат да коментира состојба на медиуми. Мисијата ОПСЕ има мандат, ќе видиш на официјалната нивна страница отворија тука, која што е за жал па и мисија во Скопје, не е во Република Македонија, така е наречена. Така стои, мисија во Скопје, не е во Република Македонија. Та има мандат Border Controls, човекови прави се разбира, малцинства, имплементација на рамковен договор, интегрирано општество, образование интегрирано и така натаму. Нигде во нивниот статут, или како да не, иако ОПСЕ нема статут како организација, во нивните начела за действување во Македонија нигде не постои за медиумски слободи. Да, Дуња Мијатовиќ е за тоа ангажирана од ОПСЕ и таа од таму коментира од Виена, не само за Македонија, коментира и за други земји, но Македонија еден период беше фокусирана ради случајот со Ајде, на кој сите се изгореот и таму се докажа дека исто има тежок криминал и затоа никој не го споменува повеќе. Но во конкретниот случај ОПСЕ направи тежок преседан, не ОПСЕ, канцеларијата нивна. Без знаење на, очигледно без знаење на нивната централа, оти таква одлука да се донесе од централа треба консензус. За тој консензус треба да гласа и Македонија. Значи, за да каже за екскомуникација на еден новинар. Македонија е членка на ОПСЕ. Значи, сакаме да кажеме дека македонскиот амбасадор во Виена гласал за да се издаде такво соопштение фашизоидно? Не. Туку тоа е направено од овде.
Значи, според нивниот статут, они не смеат така да немаат статут опсе, него овие тука според начелата на врз кои функционираат и задачите кои ги имаат, нема што да коментираат медиумски ситуации. Тоа они самите не си го определили. А зошто тогаш зафаќаат страна и се вртат против легитимно избраната власт и така натаму? Зошто го имаме тој впечаток дека странскиот фактор не ја сака оваа власт, не ја сака Македонија, ја сака опозицијата, сака да се избрише името, да се смени идентитетот. На крај на краиштата тука е некаде целата игра, Бобан. Па види, во конкретниот случај со Никола Груевски, владата на ВМРО-ДПМН, ние имаме партија и власт која што го исправи раветот на македонецот, која што ги постави темелите на македонштината, го модифицира македонецот од македонче во македонец, и постави статуите на најголемите македонски борци во историјата на македонштината, долговековна, илјадувековна, и како такви им пречат затоа што никогаш претходно немале толку тврд соговорник кога се работи за месење на тестото за промена на името. Затоа што претходно во СДС структурите има власт во нивно време која што се откажа од знамето со сонцето од Кутлеш, се откажа од официјалното име, имаме привремена референца која 2-3 месеци ни трае 20 на години. Партија која што се откажа од македонското малцинство во Грција и враќање на имоти, се она што им следува таму после протерувањето во граѓанската Рамковен договор, Рамковен договор и се остана. Бришење на МПЦ од преамбулата и на македонскиот народ, изедначување со малцинствата. Значи, сето тоа они го имале во СДСМ, само и сега им се појавува овој кој што е тврд по македонското прашање, односно не е он тврд, него он само го прикажува она за што го овластил македонскиот народ. Зашто македонскиот народ му го дал мандатот да биде таков. И заради тоа го гласа 9 години поред. Ти редовно се сретнуваш со политичари, редовно се сретнуваш си во НАТО, во ОБСЕ, во Европскиот парламент и така натаму и така натаму. Каков е твојот впечаток? Добро, ние стварно ли треба да живееме во таа параноја дека затоа што ние сме одбрале власт, сите не мразат? Не, прво не е така. Значи ние имаме, сум го јавувал и во твоите емисија редовно во моите извештаи на сите или на мија, дека апсолутно Македонија не е осудена, ниту е на тапет заради тоа што е Македонија, затоа што има силен, со јасен изразен идентитет и самочувство на македонскиот народ, што го прикажува преку својот лидер во ликот на премиерот Никола Груевски. Апсолутно Македонија, како никогаш досега во Европскиот парламент, јавно сме го објавувале, тој ти си го објавувал, има подршка од мнозинство европратеници. Македонија, ако не беше така, до сега ќе беше ставена на тапет и ќе беше насила промената власт или ќе се случеше Украина, ако Македонија немаше најдобар систем за интеграција на малцинства, ако Македонија немаше најдобри економски резултати на крајот на криштата. Ти може да им е криво што е исправен македонецот и е непокорен во моментов, но во исто време како они да не го признаат тоа што Македонија има втор најголем раст на бруто домашен производ во цела Европа во изминатите 2 години, во време на се уште незалечена економска криза. Добро ти беше настапот со Могерини, кога ја малце извади од такт при настапот на трибината. Го прикажував тој видео материјал на YouTube. Како заврши таа приказна? Какви ви се релации? Мене ми беше многу криво, затоа што Могерини е жена која што како министер за надворешни работи на Италија не вадеше од уста Македонија. Она никогаш поинако не условила нас. Како висок представник на Европската за надворешна и безбедносна политика на Европската унија и потпредседател на Европската комисија, Могерини во првите незини настапи постојано употребуваше Македонија. Комесарот Јоханес Хан, редица од еврокомесари кои што се присутни таму, од типот на Маргарет Вестагер, значи осем Димитрис Аврамополос се разбира, значи на редица други, Виолета Булц и така натаму, европарламентарци редица, значи Милан Звер, Патриција Шулин, Едвард Кукан, Кнут Фленкенштейн, значи редица, а не како досега Зоран Талер или Јелко Кацин кои што не вреѓа, јасно и јавно не условуваат со Македонија, не поддржуваат на секаде. Се гордеат со тоа што има една мала држава која покрај сите притисоци успева да издржи и да напредува до ниво да биде втора најголема, да има втора најголема економија во Европа. Економски раст. Чи тоа не е нешто фиктивно, тоа се покажува според економските параметри и податоци искреирани од Европската комисија. Значи, имаме ситуација кога ниту председателот Јункер на Европската комисија, ниту Доналд Туск, председател на Европскиот совет, не можат да кажат ништо
за да искоментираат што се случува во Македонија, затоа што знаат дека државата има напредок во сите параметри, освен во овој дел каде што опозицијата креира криза, а тоа е политички диалог. Што е всушност аргумент за грчката политика дека Македонија не ги исполнува копенхашките критериуми поради тоа што нема политичка култура во земјата. Тоа е аргумент на Грција стар 15 години, до завчера не им проаѓаше, сите ги осудува со овие потези на СДСМ од 24 декември 2012 па се до сега, тоа им понекаде им проаѓа како аргумент, бидејќи стварно, кога ќе погледнеш од надвор со сето она што се обидува да го направат во собрание, сега излегуваат надвор, објавуваат снимки, се обидуваат да креираат хаос, навистина изгледа грдо. И тоа е само аргумент за Грција, за никого повеќе. Но европската политичка елита, реалната, ти ги наброив сите, има уште дузина такви. Знаат каква е ситуацијата и затоа им е тешко. Конкретно со Могерини, например, таа беше осудена, нападната од грчкиот државен врв, од грчкиот еврокомесар во рамки на комисијата Димитри Аврамопулос, од страна на грчките европратеници и кипарски, и таа мораше да им се извини, што беше понизно на вистина, и затоа јас после ја начекав нејзина пресконференција, да им се извини зашто користела Македонија и да им вети дека ќе не вика Фиром. И тогаш јас на пресконференција излегов и ја прашав дали тоа значи дека сега нас ќе ни се извини затоа што па за нас нема поголема навреда од Фиром, бидејќи таму тоа е еден акроним кој е недозволен не само од нас не ни се допаѓа и не навредува, туку самата Европска Унија преку интеринституционалниот водич за стил од Луксембург за сите европски институции има дадено јасни насоки дека Фиром е навредлив акроним и не смее да се користи. И затоа Могерини е во небрано, ама таа не кеше се извини, например, за Фиром ја побарав, успеа некако да го избегне тоа, ќе видиме. Јас сум таму, ќе има уште денови за Мегдан. Се надевам добри односи ќе имате. Ма, апсолутно, јас со сите имам добри односи, онаму докаде нема да ми ја чепнат Македонија, македонското чувство, македонскиот народ, македонската култура и јазик. Па нема милост за никого. Бобан, останува откако ќе се вратиш, ќе имаш богата агенда. Прво ќе треба да ги следиш најновите случувања. Некако конфликтот помеѓу Европската Унија и Русија како да замре во овој период, иако тоа не значи дека е завршен и дека ако на наши вести не се врти Украина и тоа не значи дека е тоа и завршена работа. Големи искушенија ја чекаат Европа во идниот период. Ме кажале ке тебе, Европа е најпогодена од она што се случува во Украина и она што се случува во однос на заладување на односите меѓу Европската Унија и Русија, односно она што по присила од САД го прави Европската Унија со воведување и следење на санкциите од САД кон Русија поради ситуацијата во Украина, анектирањето на Крим и Севастополј и така натаму. Европската Унија губи на месечно ниво по 5 милиарди евра. Може да замислиш во целиот овој период колку се тоа пари. А добро, сега ова дилов што го прави Грција со Русија. Тоа како го Па тоа е едно успешно заобиколување на правилата, затоа што Јужен тек беше прекинат само поради тоа што во третиот енергетски пакет е предвидено на Европската Унија, е предвидено значи кај што ќе минува кракот снабдувањето да не го прави истата фирма што го носи плинот, гасот од матичната земја. Значи, во случајот Газпром да не биде и снабдувач официјален и трансмитер во земјиве каде што ќе проаѓа, односно да ги нема тие подфирми. Во конкретниот случај затоа пропадна Јужниот тек, но во овој со турскиот тек тоа не е случај. Паметни се русите, не се глупави, како и овие земји кои ќе учествуваат во истиот, за среќа и Македонија. И сега нема да го направат истото, нема да биде Газпром во земјиве кај што ќе проаѓа, ќе биде некој шести може наши фирми. И на тој начин е избегната правна основа за да се укине истиот. Но реакцијата на средбата на грчкиот премиер и рускиот председател? Па добро, Ципрас тоа им го најави уште во предизборието, дека негова определба ќе биде баланс. Пази, Грција сега... Она што го прави Груевски со години. Тама Груевски и неговата земја надвор од Европската Унија не подлежи на нивните правила директно, како што подлежи овој. Па се игра дрндопки со нив. Затоа што тоа му се може. Ајде вика вели извадите ме од еврозоната, ќе имате проблем, ќе ви пропадне еврото. И да, овие викаат нема механизам како да избркаме Грција. Нешто нема механизам, но Бога мола да не излезе Грција таму затоа што пропаѓа еврото како валута, со тоа ќе повлече тешка економска криза во сите земји што го користат како основна валута за
за плаќање. Можеш да замислиш. Али за Македонија што е важно? Да се приклучиме на турските како гасовод директно на линијата. Многу важна држава стануваш. Не крак како што беше предвидено со Јужен тек. Но исто така па тоа не значи дека стануваш енергетски независен од типа зависиш од тој тек. Ќе нас гледам наслови, Македонија конечно ќе стане енергетски независна. Тоа не е тачно. Што не го направи? Енергетски независен си само ако пронајдеш под своето тло газ и тогаш не зависиш од никого. Али во конкретен случај зависиш од ама тоа е откако американците ја изјавија да не се приклучуваме кој Јужниот тек додека уште беше жив бидејќи ќе биде зависна, а има они предлог за некаков си како се викаше тој американци не, американскиот гасовод има он еден Набуко, моите кој не го изградија, нема го, Набуко исчезна. Така, требаше американците да го градат. Америка е преку океанот, Америка не граничи со Европа. Мислам, тоа сме го кажали претходно во твоите емисии. Значи, убеден си ти дека и покрај се желба, дали им се допаѓала оваа власт или не им се допаѓала оваа власт, Европа и меѓународниот фактор не ќе може да ја натера државата да не се случи судски процес во процесот пуч. Единствено ако не направи Украина. Али тоа апсолутно нема интерес, ниту Европа, ниту САД, да го направат во моментов, кога повторно се дели на блокови. Се сеќаваш дека кога излезе аферата Пуч, прв пат рускиот амбасадор се огласи. Тоа беше руско министерство за надворешни работи Сергеј Лавров. Со изјава: немојте да предизвикате криза во таа земја. Па имаш 2 месеци претходна изјава на истиот Лавров дека внесувањето на Македонија и Црна Гора во НАТО би било против руските интереси и задирање, чепкање во око на Русија. Значи веќе станува играч и на овој простор. Имаме ли ние иднина и дали ние ќе влегуваме во НАТО и дали ќе влегуваме во Европска? Мислам дека ќе се развива многу интересно во тој правец кога станува збор за НАТО ситуацијата, бидејќи навистина се повеќе и повеќе земји бараат сите преостанате оваа дупка на Балканот да се пополни со НАТО присуство. Тоа значи брз влез на овие земји во да, ама ако влеземе ќе влеземе како ФИРО и ќе ни остане зацементирано. Значи види, не, прво ништо не е цементирано, прво и основно. Значи, ако бидеме дел, ако ние седнеме на масата, за прв пат нема да бидеме на менито на големите држави. А до сега низ историјата Македонија само била на менито и затоа после Балкански војни, Прва светска, Втора светска, ни се случувало тоа што ни се случувало. Значи сметаш дека е добро да сме во НАТО? Кога седнеш на масата, после самиот одлучуваш кој си, а не другите да ти одлучуваат. Затоа мој став е, ама тоа е мој, не сакам да речам дека мене ме интересира твојот став е дека Македонија треба да го искористи моментот ако и се укаже шанса конечно да седне равноправно со останатите и да одлучува не само за својата и за светската иднина, равноправно со останатите. Тогаш веќе Македонија нема да биде загрозена. Кипар во НАТО? Не. Кипар кога ќе влезе Турција треба да даде согласност. А во Европската унија? Да, тука не е Турција, немаше кој да блокира. Плюс Грција уцени во 2004 во големото проширување, 9 земји требаше да влезат. Грција рече нема да пуштиме никој од 9-тите ако не го стете Кипар. Кипар со поделена територија, со сини шлемови. Може ли со Ципрас, може ли да се измени ситуацијата на тврдоглавоста на Грција да дозволи влез на Македонија? Па имаше изјава на Браселс форум пред месец дена на организација на Герман Маршал фонд во Брисел, имаше тројца представници на СИРИЗА. Повтори го? На Бриселскиот форум во организација на Германскиот Маршалов фонд. Тоа е огромна think tank организација на кој што говореа Бжежински, Столтенберг, Могерини, значи Косачев од Русија, елита светска политичко безбедност. Ти присуствуваше на тоа? Да, не присуствував, известував. Известуваш од тоа. На масата него си извинувам. Пред собата. Кога ќе речам присуствуваш си на случувањата, не дека си активен учесник. И таму меѓу другото имаше тројца представници на СИРИЗА. Тие наслуваа со Македонија. Дали е тоа сигнал и шанса ќе видиме. Но во секој случај единствено што може да не загрежи е партнерот на СИРИЗА во власта кој им овозможува да останат на власт, тоа се партијата Независни Грци, најрадикалниот дел од Неа демократија што се отцепи на чело со Панос Каменос, министер за одбрана, кои имаат став да не постои Македонија, не да признаат. Тоа е само проблем. Иначе ако се види СИРИЗА многу интересно делуваат нивните представници кои што немаат проблем да нарекуваат Македонија. Тоа може би е сигнал, може би. Господин Нонковиќ, ја ти благодарам за учеството во емисијата, ти посакувам среќен пат и се надевам дека повторно ќе имаме прилика да комуницираме како и досега преку Skype, да ни известуваш за сите овие работи, а се надевам дека ќе следиш како ќе се развива работата и
нели, рече дека во најскоро време ќе започне и судскиот процес во Македонија, правната Господ разврска. напред, све ќе видиме како ќе предстои, а мене ми беше задоволство како и секогаш со тебе и пред камерите и пред твоите гледачи да разговараме за актуелни состојби. Тука сум преку Skype во секој време. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Како што знаете, за многу кратко време, некој час и половина, репризата ќе оди на Сител 1. Лека ноќ и пријатно.